Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија, нешто и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 19 август, Преображение Господово. Среда, 19 август, Преображение Господово. Службата од 9 сатот сабајлето. Да слушнеме нешто за овој празник. Преображение Христово или Преображение Господово. Христијански празник кој се слави секоја година на 19 август, односно 6 август според јулијанскиот календар. На овој ден се прославува преображението на Христос на планината Тавор, кога Господ се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јакоб и Јохан. Во 3 од 4 евангелија се говори за овој настан. Матеј
17:1-9, Марко 9:2-8 и Лука 9:28 и 36. Според преданието, за да не ослабе верата на апостолите со неговото страдање и смрт, кои престолите и за неговите ученици да не отпаднат од него, Господ Исус Христос сакал да им покаже барем дел од својата божествена слава. Затоа ги зел со себе Петар, Јаков и Јофан и издегол со нив ноќе во гората Тавор и таму се преобразил пред нив. И заблескало лицето негово како сонце, а облеката му побелела како снег, а покрај него се појавиле пророците Мојсей и Илија. Потоа сјаен облак ги опфатил Господ и учениците и дошол глас од небото. Овој е мојот возљубен син, него послушајте него. Откако го слушнале овој глас, учениците паднале земјата како мртви и останале така додека Господ не им пришол и им рекол: станете и не плашете се. Откако слегле од гората, Исус им заповедал да не заборават и да зборуваат за тоа што го виделе додека тој не воскрсне. Иако настанот традиционално се верува дека се случил на 40 дена пред распнувањето на Христос, тој се празнува на 40 дена пред Христов ден. Народни верувања и обичаи за овој празник. Преображение Господово е еден од оние 8 големи Христови празници, кога според народното предание во зора почнува да се преобразуваат и гора и вода, најавувајќи ја идната есен. На преображение се преобразува и листот, и гората, и каменот во водата. Листовите почнуваат да жолтеат и да отпаѓаат, а водата станува постудена, па не е за капење. Кај луѓето на преображение се случува промени кои преку лето поцрнел, почнува да белее. На преображение и небото во глува доба 3 пати се преобразува. Кој тоа го виде и на друг му каже, се верувало дека ќе го изгуби памето. Според расположението и распростнатото верување на преображение не е убаво преку ден да се спие, бидејќи кој тој ден поспие, ќе се преобрази, па цела година ќе биде дремлив и поспан. Не е добро овој ден да се плаче, ниту луѓето цел ден да го поминат во кафана, да не им помине во навика и да не станат безделничари и расипувкујќи. Преображение спаѓа во Христовиот пост на кој жените постеле, а овој ден е обичај никој без исклучок да не мрси. Понекога се постело и поради дивите зверови. Било обичај тој ден да се јади риби и ракови. Во некои краеви на преображение се береат лешници и преку целата година се чуваат за лек, кога некој ќе го заболи увото. Се верувало дека кога на болен ќе му се дадат вакви лешници, ќе ги изеде, тој оздравува. Во некои места било обичај на преображение жени и девојки да станат пред сонце и малку да поработат од секоја женска работа, бидејќи се верувало дека Бог ги преобрази и да бидат вредни, а после не работат ништо цел ден. Според народното верување, тогаш за прв пат во годината се бере грозие. Преображение се празнува на 6 август во богородичните пости. Тогаш спроти празникот се отворило небото и било светло како оган. Штом се отворило небото, паѓале дрвата и се поклонувале. Во тој момент, што и да посакал човек, Господ му давал. Некој си жеден за пари сакал да проси од Бога пари, а наместо да каже дај ми Господе 1/8 пари, тој рекол дај ми Господе 1/8 глаа, а потоа му дал. И Господ тоа му го дал. Поради тоа отворање на небото се раскажува и следната приказна. Еден човек станал ношта на преображање да си го врзи телето, бидејќи му се разврзало. Тогај било отворено небото и дрвјата паднале да се поклонат на Господа. Човекот мислел,
отие коренот на дрвото, го врзал си ошол да си спија. На утрото ко станал си го нашол телето обесено. Така се сторило зло, дрвото било наведено и кога се затворило небото, се испраило и телето се обесило. На преображање си одат штркоите и ластојците. Кај студеничишта се берат со стотини околу еден црн штрк, дури ќе поцрни полето. Неколку дена викат кревет ѓурутлија. После ќе летнат црниот штрк и сите по него ќе летнат. Црниот штрк како цар, да им е како војвода. Да ги проследиме и другите соопштенија. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во Православната црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информација околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 или кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Вечера Macedonian Community Newcastle Bar 1903. Почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок после 6 часот навечер имаме вечера за сите возрасти во куњата. Има разноврстни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешки разничина со чипси, чикен, нагетс, биф, сосичес и така натаму. Пијалок за деца, попас, джус. Нешто за нашиот град Њукастел за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати се занимаваат со послужување на кафе, чај, бисквити и мезе. Односно, во петок се одржува тренинг со игралната група Стив Наумов, исто и школото во истото време. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и така во многу голем број од најмали години кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата Македонска црковна сала можете да организирате разни свечености како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Почитувани слушатели, сега ќе проследиме една многу убава песна, и тоа нова песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов "Денот ми дојде, свадба да направам". Да ја слушниме.
braća i sestri, rodini mi dojdoa od site strani, so godini nevideni, сега се заедно. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, мома македонка. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, лична македонка. Душата ми игра, срцево ми е полно, оти се собра, моите најмили. Душата ми игра, срцево ми е полно, оро се вие, наше македонско. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, мома македонка. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, лична македонка. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, мома македонка. Денот ми дойде, свадба да направа, мома да земам, лична македонка. Ajde sunce, zajde, među dve planina ne mori, ajde sunce zajde. Među dve planini.
чадори. Болно моме Ajde jabolelo, zopće srmaj lio na ne mori. Ajde jabolelo, zopće srmaj lio. А сега ќе проследиме нешто од овде од Австралија. Гордост до небото. Официјална Австралија награди македонски деец за чување на националниот код. Вести кои будат восхит и ја докажуваат силата на нашиот народ, без разлика на кој дел од планетата се наоѓа. Австралискиот парламент и тамошната влада со официјални одликувања му изразија огромна благодарност на игуменот отец Гаврил Галев за неговата повеќе деценијска жртва за македонската кауза. На масовната и лингденска манифестација во Мелбур, 3 влијателни институции едногласно го потврдија неговиот извонреден придонес за културното наследство и заедницата, преку неговиот постојанен аранжман во манастирот Свети Климен Охридски и младинските организации. Тој изгради вистинска мост помеѓу новите генерации и прадедовскиот завет. Ова е дефинитивен доказ дека честната и искрена работа за својот народ секогаш го наоѓа патот до заслужената почит. Што мислите колку е важна улогата на духовните лидери во зачувувањето на нашиот јазик и национален идентитет во прекуокеански континент? Сонцето со 16 зраци не е само знаме, тоа е нашата крв, нашата историја и нашата заклетва дека Македонија ќе живее вечно. Честит ден на македонското знаме. Само пропеало за Македонија, со глава крената за падините, за планините, за Војводин, за комитите. Ей, татковината, ей, даровнината, ей, убавината, ей, чудесијата, ей, късметнината, ей, утрешнината за Македонија.
Slovenec Ѓурѓовденски, Ѓурѓовденски, да ги посипеме нивните патеки со јорговани, со ѓултрендафи. Еј дедовината, еј татковината, еј даровнината, еј убавината, еј чудесијата, еј късметнината, еј утрешнината за Македонија, за Македонија. Тивко застанува секое срце од Македонија, пред тие што не се вратија. Молчи небо високо, Крушево зори уште памети, сонце во крв кога се роди, кој за Македонија живот остави, во секој наш здив уште живе. Не се крена за омраза, не се крена за слава, се крена за дом и деца, Македонија да остане права. На Илинден ветуваме, име да не заборавиме, што со крв ни оставија, со љубов да го чуваме. На Илинден ве носиме, во солза, во чест, во глас, Македонијо мајко ранета, нивниот завет живе во нас. Деседена слобода гореше, Крушевска република светознак. Кратко траеше, но не згасна, стана заветни секој мрак. Манифестот збор им даде на сите што под небо стојат, не за делба, не за туѓа мака, туку народ со народе да се спојат. Од Крушево до Нови Зори истиот завет не води, што со крв го започна, народ со вера го продолжи. На Илинден ветуваме, име да не заборавиме, што со крв ни оставија, со љубов да го чуваме. На Илинден ве носиме, во солза, во чест, во глас, Македонијо мајко ранета, нивниот завет живе во нас. Пред Бога и пред Македонија, пред сите што не се вратија, ветуваме, ке памтиме, ке стоиме, ке љубиме, нема да те оставиме. На Илинден ветуваме, име да не заборавиме, што со крв ни оставија, со љубов да го чуваме. На Илинден ве носи
Krševo do seko je srce, od dedo do vnuče neka traje. Koji za Makedonija živo dade, vo nas za sekoga što stanova. Ilinde, vetuvame. zede mene duša ta, po celi noći mislim na tebe. Vidi tuga stega do mene, po celi noći mislim na tebe. Vidi tuga stega do mene, samo da si moja, samo da si moja, ili nisi ja. Samo da si moja, ti si prekrasna.
i za tebe, koliko i da begam od tebe, od celi noći mislim na tebe, bidi tu ka stega do mene, od celi noći mislim na tebe, bidi tu ka stega do mene, samo da si moja, samo da si moja, ili nisi ja, samo da si moja, samo da si moja, ti si prekrasna, samo da si moja, samo da si moja, ili nisi ja, samo da si moja, samo da si moja, ti si prekrasna.
А сега да ги проследиме неколку од соопштенијата. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. Среда, 19 август. Преображение Господово. Службата од 9 сатот сабајлето. Се бара помошник, тоест притруп на нашиот свещеник Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председател Саша Стојчевски на 0408 490148. Се одржува ручек секој четврток овде во нашиот Македонски културен центар од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да проследиме нешто и за здравието. Пијте вино за да ви штети на вашето здравие. Немојте тоа да ве опие. Една чаша вино по ручекот не штети, туку може да биде многу корисна. Сите знаеме дека црвеното вино е добро за здравието на срцето, но научниците открија уште неколку причини зошто би требало да пиете црвено вино. Нормално само во умерени количини, 100 мл, тоа е една чаша. Имено научниците откриле дека со консумирање на црвено вино може да се намали ризикот на појава на рак, на простатата и диабетис тип 2. Грозјето содржи разни користни состојки како антиоксиданти, полифенол, од кои особено се истакнуваат ресвераторол и катехин, чии делување ги намалува воспалените процеси и го подобрува здравието на срцето. Со превентивно делување на некои видови концентрагони заболувања. Ресвератолот има и благотворно дејство на нервоните, па може да се смета и како превенција од Алцмајерова и Паркинсонова болест, поради своите антигабични и антибактериски дејства. Мојќен сон за имунитет и слабење. Исфрла од телото се што штети. Состојки за тоа се: 4 средни моркови, 2,5 см кобер од ќумбур, 2 лимони излупени, 2 чешњиња лук, 1 супена лажица јаболков оцет и се приготвува на овој начин. Ставете ги сите состојки во соковник. Пијте го 2 дена сокот што ќе го добиете. Се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фрижидер. Не смее да стои подолго 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул. Исто го намалува нивото на лошиот колестерол и спречува мозочен удар, атеросклероза, проширени вени. Ќумбурот е најсилен антиинфламатор, коренот може да ги ублажи болките во мускулите и да ја подобри дигестијата. Од себе ке се откаже, но од љубов нема. Зар подстанар на животот да биде храбра жена? Ке кудат судат пиуни, што трње гази боса, со крв на нежни стапала, на срце става круна. Со срце во се, па тоа жена, за љубов ке гине и нема не, и сите сме
знат, нема да ја застанат и кога очи трнат од вените изгрева оној што го љуби, во мракот носи светлина и за него се буди. Со срце босе, па тоа е жена, за љубов ке гине и нема не, и сите сме знам, баш исти ко неа, храбра зар не? Ке поднесе се, па тоа е жена и нема да каже, не може не, и сите сме знам, исти ко неа, храбра зар
Господи, рајски порти, што ми отвори. Твојот збор, благослов, сродна душа, што ми подари. Кажи ми што стори, изгор љубов да ме потрефи. Да беше мила, песна акапела, цел мој живот ќе те пеп, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те носам, моја Михаела. Сонувај, да не споја златни прстени. Твојот пат, мојот пат, вечно да се милав крстени. Кажи ми што стори, изгор љубов да не потрефи. Да беше мила, песна акапела, цел мој живот ќе те пеп, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те носам, моја Михаела. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви пожелувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Nehanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.